На 11 декември ќе се одржи панел дискусија на тема одговорно сопствеништво на миленици. Ова утро со мене е Илија Петковски, кој што е еден од организаторите на овој настан или на оваа панел дискусија, кои ќе бидат темите, што се ќе се зборува и која е целта, зошто воопшто се наметнува оваа тема, зборуваме токму ова утро. Илија, добро утро. Добро утро, фала што се најдовме на ова убаво врнежливо, полуврнежливо време во паркот за миленици. Темата е одговорното сопствеништво. Тоа е нешто што не тангира сите и како сопственици на миленици, но и како луѓе, граѓани кои што и не поседуваат никаков миленик, а можеби не е миленик кој што го шетаме, нели може миленик и да е желче и рипче, да не забораваме, не се само кучињата миленици, има многу стотици врсти на миленици. Секогаш инсистирам, одговорното сопствеништво почнува од моментот кога го бираме миленикот, за каков миленик според нашиот ритам на живот, зошто воопшто сакаме да имаме миленик и колку ние сме способни да се грижиме за истиот. Ете, тоа се темите кои што ќе ги разговараме на таа панел дискусија, каде што ќе имаме еден од професорите, од ретките професори воопшто во Европа кој што учествуваше, ветеринарен професор, во изготвување на европскиот закон, новиот закон. Сега сите зборуваат за европскиот закон за миленици и ќе имаме голема чест тој да биде тука присутен за благосостојбата на милениците, да ни го објасни новиот закон кој што моментално, значи тоа е многу свежо, да кажам, некој ден ќе биде баш пред самата панел дискусија на 11 декември, каде што ќе биде официјално законот донесен во Европска унија и полека каскадно нели ќе се имплементира еден ден и во Македонија. Ете, тоа ќе бидат дискусии околу законот, ќе бидат дискусии околу што представува неодговорното сопствеништво и понекогаш не се ни свесни сопствениците дека се неодговорни сопственици и како тие да препознаат, како да идентификуваат, за тоа ќе бидат многу голем дел од професиите воопшто од пет индустријата ќе бидат присутни и ќе кажат ни својата призма, ни својот поглед како тие го доживуваат неодговорното сопствеништво. Како фризер на кучиња, како ветеринарен доктор, како дресер на кучиња, како одгледувач на кучиња, на мачки исто така ќе имаме многу добар одгледувач, така да ќе има навистина една голем, стварно е панел каде што навистина е голема палета на луѓе, на професии различни, сите поврзани со милениците кои што ќе дадат своето мислење и како тоа да се подобри секако, затоа што целта е одговорното сопствеништво да стане секојдневие за сите нас и како ние подобро да се грижиме за нашите миленици. Сега го споменавте новиот закон за милениците. Што вели новиот закон за оние кои што не слушаат во моментов, а не слушнале за тој закон за миленици? Да, тоа е интересно. Навистина на 11 декември ќе знаеме официјално ќе биде представен, како што кажав, од човек кој што работи во тие работни групи и официјално ќе ги представи сите мерки кои што ги предвидува законот. Една од најзначајните мерки за кои што многу се зборува на социјални мрежи, меѓутоа да почекаме да биде се тоа изгласано и утврдено и представено и презентирано како треба, е мерката за забрана на чување на куче на ланец. Значи, во иднина ќе биде забрането чувањето куче на ланец кој што е врзан во една точка, значи нема можност за движење. Тоа за жал беше нормално пред многу години, денес станува се поретко и поретко за среќа на сите, меѓутоа за жал се уште гледаме многу кучиња кои што се врзани на ланец. Ете, тоа е една од мерките која што е позната. Исто така многу ќе се инсистира на чипирањето. Тоа е буквално базата на самото одговорно сопствеништво е, не може да кажеме дека сме воопшто ни сопственик, не неодговорен или неодговорен, туку воопшто не сме сопственик доколку нашето милениче не е чипирано. Кога зборуваме милениче, за жал овде станува збор само за мачки и кучиња, меѓутоа тоа да кажеме, ете се најчестите миленици, мора и законски мора и денес мора, значи таков е законот и во Македонија и денес и во иднина повеќе ќе се инсистира и од страна на Европска унија тие кучиња и мачки миленици да бидат чипирани. Многу е важно и треба да знаат сите граѓани, сите сопственици дека не си сопственик ако не ти е чипирано. Значи тоа буквално не е во твоја сопственост, не е твое милениче. Така е. Сега дали овој закон ги опфаќа и оние сопственици кои што нема да ги почитуваат оние точки кои што ги предвидува законот? Дали ќе има санкции? Нели велите за ланецот, за чипирањето? Знаеме каква е состојбата во Македонија, а најмногу во Скопје со бездомните миленици, нападот на милениците, на деца, на возрастни и така натаму. Има ли одговорности во тој закон
Дали ќе се предвидени санкции? Секако, бидејќи европски закон, може да им веруваме дека ќе има драстично големи санкции кои што најверојатно ќе бидат адаптирани за македонскиот стандард и услови, меѓутоа дека санкциите постојат, да, навистина и денес постојат, мислам многу луѓе не знаат и многу од кога почна да се зборува за овој закон од Европска унија, многу луѓе почнаа да размислуваат во таа насока дека би било добро да се има, меѓутоа ние веќе го имаме. Ние навистина денес се санкционира, меѓутоа казните се минимални, се смешни и за жал и иако се мали, за жал нема воопшто казни, да кажам, многу малку казни, значи анегдотично е да се каже дека некој бил казнет за сите имаме во нашето мало, некој што ги пушта кучињата да се шетаат, не знам што да прават, а тоа воопшто не е тоа е баш примерот за неодговорно сопствеништво и за тоа многу ќе се разговара. Да, токму ќе го кажав јас истото, најда велам да не шпекулирам, да не го споменам тоа дека дали некој се соочил со казни, а го пуштил, нели, миленикот. Не сакам повеќе да го чувам или од икс причини, нели. Па затоа велам имаме многу бездомни куќиња и мора и да се реши, нели, проблемот. Па и со стационари и така натаму, но верувам дека по 11 декември, кога веќе ќе биде донесен законот и ќе ги знаеме сите точки, повторно ќе може да разговараме за истото и да ги информираме граѓаните. За крај, да, кажавме уште еднаш, 11 декември ќе се случи таа панел дискусија од светот на ветеринарството, кажавте, ќе има многу стручни лица кои ќе зборуваат на оваа тема. Пред снимањето ми кажавте дека оние кои што се заинтересирани можат и онлайн да следат таа панел дискусија, на кој начин? Да, ќе имаме пренос во живо на нашите социјални мрежи, тоа ќе биде убаво објавено насекаде. Сакав исто така да напоменам дека освен ветеринарни доктори, професори, исто така како што кажав, и одгледувачи, и фризери за куќиња, ќе имаме исто така и хумани доктори кои што се грижат за менталното здравје, буквално ќе имаме психијатрика и деца, бидејќи се настануваат фобии од куќиња. Многу луѓе знаеме сите околу нас, и возрасни и мали, што имаат фобии од куќиња. Тие фобии најчесто причината за тие фобии е неодговорното сопствеништво и тука мора да се делува, да се знае што се случува, импактот кој што го правиме не само врз самото куќе, самото животно кога го пуштаме да се прошета па да ни се врати, него исто така и врз општеството кое што е околу нас, така да ќе биде многу интересно, многу широк аспект ќе има покриено од исто така од менталното здравје. Например, има сега моментално со тоа сакам и да завршам, антропоморфизација, тоа е феномен кој што е многу слабо се зборува во Македонија, многу е добро познат во западните држави, меѓутоа се ни доаѓа од таму, така ќе ни дојде и ова многу на широка врата и го гледаме се уште, каде што даваме човечки особини на нашиот миленик и тука се поставува големо прашање за психолошката состојба на самиот сопственик. Благодарам, Илија, за одвоеното време. Фала на вас.